Ќе говориме за активностите на волонтерите кои што ги има Црвениот крст во нашата држава, односно поконкретно ќе говориме за спроведување на обуките од програмата Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности, која се спроведува повеќе од 20 години во нашата држава и го поддржува развојот на младите во редовите на Црвениот крст. Како се одвиваа обуките изминатиот период и колку пандемијата на COVID-19 влијаеше на нивното спроведување, ја прашувам Александра Ристовски, национален координатор од програмата ПКВ при Црвениот крст на град Скопје. Добро утро и благодарам што говорите за Македонија Науч. Добро утро, ви благодарам. Споменав и во самата најава, повеќе од 20 години се спроведува програмата ПКВ во нашата држава. Ајде малку поконкретно за истата програма и што се опфаќа таа. Така. Целиот назив на програмата е Црвен крст во акција, промоција на хумани вредности и таа повеќе од 20 години се спроведува како национална програма во сите општински организации на Црвениот крст кои што функционираат во нашата земја. Идејата од повеќе од 20 години беше да се направи една програма во кој што младите кои што се од различна национална припадност ќе имат можност меѓусобно да се дружат, да се запознаат, да направат еден комуникацијски канал за нивна полесна комуникација, но потоа и за промоција на мирот, толеранцијата и соживот во нашата земја. Тоа беше првичната цел, но таа продолжува и понатака, но во изминатиот период секако дека таа е видео изменета и прилагодена на потребите на нашето национално друштво, но секако и на образовниот модел кој што во тоа време функционираше во нашата земја. Во изминатите години всушност програмата е повеќе како алатка за регрутирање и задржување на волонтерите во редовите на организацијата. Откако ќе бидат регрутирани младите да ја поминат целосната обука, влегуваат во еден многу интересен систем во кој што го задржуваме нивното внимание, бидејќи покрај теоретската обука кој што тие добиваат, имат можност да практицираат одредени работи на терен и сметаме дека токму тоа е она практичното што нив ги задржува и нивното внимание, но и нивната желба да останат и да променат некои работи во својата заедница. Значи, откако се регрутирани на почетокот на годината, а регрутацијата оди преку дисеминаторите кои што функционираат во секој град, во секоја општинска организација и секако преку училиштата со кои што всушност Црвениот крст има одлична мрежа на соработка во целата земја. По нивната регрутација се добиваат одредени едукации кои што се работат на темата дисеминација, односно теоретските вредности на Црвениот крст, но потоа и практични нешта како да се изработуваат малите проекти за добробит на нашата заедница. Имат потоа време околу 3 месеци да ги изработуваат тие проекти, но при тоа тие сами прават проценка на терен какви проекти се потребни, на кого можеме јас или пак ние како тим да му помогнеме, што подразбира многу здружување, тимска работа и добивање на одредени вештини со кои што тие ги зајакнуваат своите лични капацитети, кои што не ги добиваат во школските активности, туку со комбинација на овие воншколски активности сметаме дека се добива навистина одличен успех и одлични резултати. Кога веќе го споминавте тимот, каков тим работи на овие обуки, всушност кој се може да биде дел од обуките? Како ги реализиравте овие обуки во изминативе години? Значи, ПКВ тимот е составен од прилike 30 на ПКВ инструктори кои што се волонтери, кои што доаѓаат од редовите од сите градови, од различна етничка припадност, различна возраст и различна професија. Тие се регрутирани токму преку оваа програма заради нивните квалитети и желбата да се променат нештата во нашата заедница. Што значи дека програмата и тимот е отворен за секој оној младинец кој што ја поминува обуката да преку учество како младинец да стигне до дисеминатор, некој кој што работи со младинците, а потоа и до инструкторот кој што понатака ги држи овие обуки. Тоа е една отворена форма која што дава можност за сите да бидат дел од нејзе. Дисеминаторите пак се менуваат на секој 3 години, се извинувам, и тие исто така доаѓаат од редовите од општинските организации и потоа имаме смена за нив. Инструкторите ги држат обуките како да се изработат малите проекти, а дисеминаторите оние теоретските вредности за кои што ние веќе сме ги обучиле. Но тие имат клучна улога во целиот овој процес, бидејќи тие работат на нивната мотивација, групата да не замине, туку да остане тука и да ги изработуваат малите проекти. Што значи дека континуирано ги мотивираат, им даваат поддршка за да може на крај да се изработат тие проекти. Годишно обучуваме 1200 младинци кои што прават отприлike 150 проекти со кои што менуваме околу 3,5 до 4000 животни рутини и животот на тие луѓе.
Проектите се најразлични, на пример од санирање на куќи, на покриви, да речем, што се навистина големи проекти во делот на социјално-хуманитарна дејност, до проекти во кои што се изработуваат рампи на лица кои што се со одреден хендикеп, до работа со деца кои што се од различни етнички припадности и многу друго зависи од нивните проценки. Поради пандемијата, очигледно е дека годинава не може да ги спроведувате обуките со физичко присуство, како што беше тоа случај изминативе години. Така. На кој начин се одлучивте да ги спроведете обуките оваа година и каков е одзивот од оние првични 3 обуки кои што веќе ги одржат? Так. Нажалост, како многу други нешта и во државата, и во системот, и во Црвениот крст, работите беа прекинати и моравме и сакавме пред се да се реорганизираме, се со цел да ги зајакнеме капацитетите на младите во нашата земја, и сметаме со сите нешта кои што се случуваат, а навистина кои што се голема проблематика, дека и ние како Црвен крст според наша мисија и според приоритетите мора да действуваме. Станува збор за онлайн едукации кои што веќе започнаа со спроведување. 24 инструктори ќе ги спроведуваат секој четврток со почеток од 18 часот. 3 веќе се спроведени, темите се најразлични и се интересни за младите луѓе, пошто ние претходно правивме и проценка што е тоа што нив ќе ги интересира. Од создавање на тим и работа со група, што нив им е важно бидејќи они на локално ниво работат на истиот принцип, до менеджмент на сопственото време, не само во делот на волонтерскиот ангажман, туку и лично како да го користам своето време на добар и ефикасен начин. Потоа темите на вештачка интелигенција, биодиверзитет, помош да речам во својата заедница, потоа потикнување на младите за вклучување на волонтерски активности, вовед во психологија, филозофија и се друго што сметавме дека нив ќе ги заинтересира. Ги промовираме нештата преку групите, преку секретарите, преку мрежите, одговорните наставници и потоа имаме некоја бројка од 160 младинци кои што се заинтересирани доаѓаат на овие обуки. Кон крајот на нашиот разговор, секоја година имате и финална ПКВ работилница, дали за годинава се планира истото со оглед на пандемијата? Така, не, оваа година ќе бидат организирани само тие ПКВ онлайн едукации. Финална работилница представува круна на најдобрите оние кои што ги изработиле најдобрите проекти и направиле промени во заедницата. Оваа година ќе имаме одбележување на ПКВ недела, која што се случува од 21 до 27 септември, каде што младите прават одредени нешта по наши настоки во своите општински организации. Например, минатата година беа снимени песни кои што зборуваат за нивното пријателство, за нивниот хумен пристап, за нивната желба да направат промени, за нивното волонтирање и тоа што они го дават во својата заедница. Александра, благодарам за одвоеното време да учествувате во Македонија на утро, утринската програма на македонската телевизија и понатаму со задоволство ќе ги преследува сите активности кои што ги организира Црвениот крст на град Скопје. Ви благодарам многу за времето, за просторот. Сметаме дека сите заеднички треба да ги правиме промените во општеството и да делуваме на младите луѓе утре да станат здрави лидери кои што навистина ќе знаат како да не водат.